Ова е краток документарен филм кој е резултат на значајната прекугранична соработка за заштита на населението од природни катастрофи и катастрофи индицирани од човечки фактор. Тод J. Cross, финансиран од програмата за прекугранична соработка Интерек ИПА, Грција, Република Северна Македонија, во временскиот период од 2014 до 2020 година. Природните катастрофи се појави во кои невообичаени сили на природата предизвикуваат катастрофи некогаш со немерливи последици, а некогаш се истите предизвикани од човечки фактор. Тие предизвикуваат огромни материјални штети за природата, за стопанството, но и губење на вредни човечки животи. J. Cross ги таргетира предизвиците за минимизирање на штетите предизвикани од климатските промени, големите и непланирани инфраструктурни зафати, промени предизвикани од човечки фактор. Проектот J. Cross е резултат на потребите на двата прекугранични региони за развој на иницијативи и активности за унапредување на регионалните капацитети при евентуални непогоди. Двата региона беа целосно свесни за потребите да се обезбедат иницијативи против ризици од природни катастрофи или оние индицирани од човечки фактор. Поглед на значењето на самиот проект треба да се нагласи дека природните непогоди, како што се земјотресите, сличиштата, поплавите, тие не познаваат државни граници, значи се меѓусебно поврзани влијанијата и од една страна условно и од друга на границите, па ако не се преземат координирани активности делно од наша страна, делно од грчка страна, тогаш ефектите пак нема да бидат задоволителни и затоа вакви проекти од пошироко значење надвор од границите на државите треба да се негуваат, да се развиваат и да се настапува заеднички за да се постигнат задоволителни резултати. Είμαι Θόδωρος Τσάπανος, είμαι καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, σε συνεργασία το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μαζί με τους εταίρους από την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με το Region of Pelagonia και με το Crisis Management Center, κάναμε ένα συνεταιρισμό για να μπορέσουμε να δώσουμε και από τις δύο μεριές κινδύνους, όπως σεισμοί, κατολισθήσεις, πλημμύρες, και οι δύο περιοχές, τόσο της Δυτικής Μακεδονίας όσο και το Region of Pelagonia, πάσχουν από τέτοιες καταστροφές. Έχουν και στο παρελθόν πληγή. Οι σεισμοί η περιοχή έχει λίγους σεισμούς, αλλά παρόλα αυτά η ευρύτερη περιοχή έχει πληγεί από μεγάλους σεισμούς με καταστροφές, με κυριότερο τον σεισμό του 1911 με μέγεθος 6,7, ο οποίος απήχε ήταν στο νότιο μέρος της λίμνης Αχρίδας και 50 χιλιόμετρα περίπου και από την Φλόρινα και από τα Μπίτολα, τις δύο μεγάλες πόλεις της περιοχής, και προκάλεσε μεγάλες ζημιές. И двата соседни региони во минатото имале немили ситуации кои ја покажаа силата на природата преку поплави, но исто така и двата региони во изминатиот период покажуваат респектабилен принцип на соработка и взаемно работење во интерес на заедниците. Набавено е мултифункционално возило донирано за јавното претпријатие Водовод од Битола, кое ќе се користи и во случај на елементарна непогода, но и во случај кога на населението им е потребна питка вода, а ја немаат од објективни причини. A multitask vehicle, part of the project that is being implemented by our two countries through the 5 members of the project. Cross-border cooperation is a vital part of the cooperation between the region of Pelagonia and the region of Western Macedonia, and it is truly the link that binds our two countries towards our common European future. Пред се,
би сакал да му се заблагодарам на сите чинители кои ни дозволија да го добиеме ова возило, кое е многу потребно за јавното водоводно предпријатие. Кога аплициравме, во техничката спецификација не бевме ограничени да биде само за вода за пиење, за кризен менеджмент и достава во кризни подрачја. Затоа го надоградивме со противпожарен топ, кој не дај Боже да има потреба да се користи за тие намени. Го надоградивме со прскалки кои ќе ни користат за миење на улиците, кога ќе правиме дефеци, а потоа оставаме кал и нечистотија. До сега повикувавме други фирми или комуналец да ни помагаат во тоа, сега ќе си го вршиме тоа самите. И имаме исто така црево од 30 метра и можеме некои други работи да обавуваме со истото, кои ќе ни користат за наши потреби и како што кажаа претходните говорници, ќе се користи и за регионот. Проектот е таков, каде што учествуваат 3 општини и имаме обврска тоа да им помагаме и нив. Кога дискутиравме како градоначалници на ниво на Пелагониски плански регион, апсолутно не постоеше двумење дали вакво нешто треба да поддржиме, бидејќи дефинитивно во вакви мирнодопски околности треба да бидеме подготвени за не дај Боже кризни ситуации и она што ова возило го нуди како можност за справување во тие кризни ситуации за кои посакувам воопшто да не се случат и да немаме потреба да ги користиме. Во набавката на ова возило се исполнуваат одредбите од законот затоа што во услови на некоја непогода, дефект на водоводна мрежа, јавното предпријатие мораше да има цистерна која што ќе ги обслужи граѓаните со питка вода за пиење. Благодарност е пример за успешна соработка помеѓу нашите две држави. Износот на средства е 74.000 евра, од кои што Министерството за локална самоуправа контрибуира 15% или 11, нешто повеќе од 11.000 евра. Ова е дел од проектот, се сеќавате бевме и на увид каналот во Гермија, каде што направивме канали за заштита на селото од поројни дождови или дојдовни води. Како што кажа, преку Пелагонискиот регион беше и регулирано коритото во село Гермија на општина Новаци, каде што при обилни дождови, врнежи на дожд, се намалуваат потенцијалните опасности од изливање на водата. Беа направени студии за браната Стрежево, студии за потенцијални свлечишта во Пелагонискиот регион, брошури беа направени, прирачници како да се постапува при евентуални непогоди и за крај, за отприлика една недела, ќе имаме и една реална симулациона вежба, што доколку дојде до едно свлечиште и тоа предизвика повлекување на кола и луѓе заедно со него, како треба да се постапи во тој дел за кој што ќе бидете накнадно известени. Главната цел на проектот е постигната, а тоа е подобрување на заштитата на населението од елементарни природни непогоди и катастрофи, како и од оние предизвикани од човечки фактор. Заедничкиот пристап на двата региони во овој тип на заштита дава дополнителна вредност со етаблирање на една заедничка платформа за подобро и поефикасно напредување на капацитетите на двата региони. Проектот JCROSS или заедничка прекогранична соработка за заштита на населението од елементарни непогоди и катастрофи, предизвикани од човечки фактор, започна да се имплементира во 2018 година. Во проектот бевме вклучени 5 партнери од наша страна. Тоа се Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион и Центарот за управување со кризи, а од грчка страна тоа се регионот на Западна Македонија од Кожани, Универзитетот Аристотел од Солун и Националната обсерваторија од Атина. Соработката помеѓу партнерите беше на исклучително високо ниво. Сите партнери бевме вклучени во сите сегменти на планирање и на реализација на активностите, а исто така беа вклучени повеќе експерти кои што работат во сферата на заштита и превенција на елементарни непогоди во двете земји. Се надевам дека соработката која што беше продлабочена со овој проект ќе продолжи и понатаму и дека ќе се имплементираат уште повеќе успешни проекти кои што се во насока на подобрување на животот и заштитата на населението во двата прекогранични региони.
Проектот, преку елаборација на еден заеднички акционен план, водеше до процена на ризиците, заедничка приоритеризација на истите, како и вклучување на превентивни мерки од типот на вежби и активности за обука и тренинг за делување во случај на непогоди. Има кап удар во пределот на главата, но меѓутоа може да почека се уште за да почнеме со контролирано спасување. Тие се моментално повреди кои се гледат од видливи од извештајот на парамедикот. Поконкретно, со самиот проект, се изврши инфраструктурен зафат на коритото од поројот во населеното место Гермијан во општина Новаци со должина 340 метри.
Главната цел на проектот J-Cross е цивилната заштита на жителите во двата региона. Инволвирањето на властите во регионите и во земите кои се одговорни за разработка на стратегии и политики за ова прашање, како и невладини организации, локални совети, општини, приватен сектор и професионални здруженија, направија вистински импакт на повеќе нивоа. Визибилноста преку медиумите го направи проектот значаен и ја продолжи мисијата да едуцира. Документите кои излегоа како резултат на проектот остануваат да се користат во времето што доаѓа. Посакуваме многу нови проекти во двата соседни региони, а што помалку непогоди, кои иако се случат, подготвени сме да ги ублажиме или решиме на најдобар можен начин.